по тема на денот, како што најави вечерва разговарам со поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Господин Димитров, добро вечер. Добро вечер, добре ве најдов и поздрав до гледачите. Некако европските интеграции се враќаат на политичката сцена, но од оваа последна пресконференција на Европскиот фронт како барање за предвремени избори. Од Европскиот фронт раководен од ДУИ велат дека Македонија е заглавена во европските интеграции, за разлика од нас регионот напредува кон Брисел и дека единственото можно решение за одглавување на овој процес се предвремени избори. Што овде според вас е вистина? Дали сме ние заглавени и дали навистина регионот ита кон Брисел? Има една вистина и една невистина. Точно е дека сме заглавени. Меѓутоа сме заглавени поради чворот што го заврза ДУИ кога беше на власт. Нивен министер за надворешни работи, заедно со СДСМ и премиерот Ковачевски, сите познавачи на пристапниот процес, на проширувањето на ЕУ, домашни, но и многустрански, уште тогаш, во јавни написи во големите европски медиуми, точно предвидеа што ќе се случи. Дека наместо прогрес ќе имаме повеќе стагнација, ќе бидеме паркирани, ќе бидеме заглавени и топката и вината ќе се пресели целосно во Скопје. Ова е еден вид површна, па дури да не кажем и ефтина политика или политиканство. ДУИ очигледно сака да се врати на власт. За да се врати на власт сметаат дека ќе имаат подобра позиција ако има нови парламентарни избори во моментов, а европските интеграции се пакувањето како ова да се спакува, како ова да се продаде. Тој дел е невистината. Заглавени сме, но решението не се парламентарни избори, туку на оваа тема како пресериозна и за македонците, и за албанците, и за сите други македонски граѓани, да не се играме дневна политика. Туку да се соочиме со реалноста, меѓу другото и со сопствените грешки, и да бараме чаре заедно, бидејќи само така ќе имаме доволна сила како држава да излеземе да кажеме нашиот консензус е ваков. Ќе се вложиме, ќе направиме се овој процес да успее, меѓутоа не сакаме да го менуваме уставот залудно до следното вето или до следната меѓувладина конференција. Туку сакаме вистина. Затоа што гледаме дека од другата страна на границата наидуваме на ѕид. Бугарија одбива по секоја цена да се сретне со било кој представник од државниот врв на Македонија, ниту со премиерот, ниту со председателката. Може ли да се дојде до решение без нив? Бугарија има многу комотна позиција, бидејќи добија се што сака во пакетот што беше спакуван во јули 2022 година. Ова што го велам, кашата, чворот, тоа е тој пакет. И било која политичка сила, дури да гледа дека ова е победа на хартија, во реалноста не носи ништо, напротив го зголемува јазот меѓу македонскиот и бугарскиот народ. Се помалку контакти, на Бугарија се гледа како на проблем на анкетите меѓу македонските граѓани, како на еден од, ако не и најголем, ако не се лажам, 23% една анкета видов. Ама да не се лажем, и реалноста е таква. И реалноста е таква. И сега, дури и да има таму некоја политичка сила да рече луѓе, ова не функционира вака, политички е многу тешко, бидејќи сите желби се во хартијата што ја добија. Затоа ние мора да направиме избесни измени во реалноста, кои што не се невозможни, кои што ќе се сведат на една работа. Следното вето да има голема цена за Софија. Да имаат што да изгубат. Правиме чекор, меѓутоа ако тој чекор не води вистина кон членство, пак имаме сопка овој пат на историјата или на не знам што, да има што да изгубат, да имаат влог и тие. Да играат и тие фер кон нас. Па полека вистина некако да почнеме да најдеме разбирачка и следниот чекор конечно, иако за после оваа навреда долго време ќе потрае, и пријателство. И билатералните прашања што се пикнаа внатре, ако веќе ги направивме европски, и алатките да се европски. Не може кај историчарите да нема европски експерти
и олеснувачи, па Бугарија ем учествува во собата, ем она кажува дали било добро или не било добро. Ке мора некој друг да кажува. Акцијскиот план да биде вистина за малцински права на ниво на европските стандарди. Да не бидат нови желби што ќе ги шират тие рамки. Ама како да го многу звучи ова, ама како да го реализира? Многу првиот чекор е единство дома. Иницијативата нема да дојде од Брисел. Тешко дека ќе дојде од Берлин или од Париз. Иницијативата мора да дојде од македонска страна. Ама не смееме ова упорно и постојано да го претвараме во партиско-политичка тепачка. Пресериозно е. Можеме, има едно чудо теми за битка, еве сега имаме локални избори. Ова не е прашање баш за локални избори. Ама ќе се користи. Ќе се користи, ама да го издигнеме како ова денес. Ова пресконференција денес е чисто политиканство, да не се лажеме, очигледно е. Може ли да седнеме сериозно да разговараме? Ајде да видиме кај ги направивме грешките, дали можеме нешто да поправиме? Апсолутно можеме да поправиме, во крајна линија за нас се работи. Идната недела не очекува одложеното гласање за извештајот во Европскиот парламент, извештајот за Македонија. Некако изминатиот период, главните сили и државниот врв во Македонија и државниот врв во Бугарија ги насочија токму таму за документот кој што го подготви Томас Вајц. Од друга страна, слушаме дека овој документ нема никаков обврзувачки карактер. Зошто толку енергија се троши на еден ваков документ ако нема обврзувачки карактер? Тој Европскиот парламент е посебна институција, независна институција на Европската Унија, често носи резолуции што не стануваат политика. Например, имаше резолуција гласањето за нови членки, процесот да се одвива со квалификувано мнозинство, а не со консензус, за да не можат државите членки да ставаат вето. Се донесе таа резолуција еднаш, два пати, нема ефект врз земјите членки и советот на ЕУ каде што се носат политиките, одлуките, измените и така натаму. Меѓутоа, во вкупниот процес на македонско-бугарската мака и односи, што сега за жал од пред 3 години се врзани и правно со пристапниот процес, овој документ е важен, бидејќи дава, може да поттикне, оти во македонско-бугарската мака сакале ние или не ќеле, пријатно или непријатно ние, очигледно во сршта на проблемот е прифаќањето на нашата приказна. Или свеста дека македонскиот наратив, кој сме ние, каков јазик зборуваме, македонски јазик е наша работа. Софија некако влегува во овој наш двор, што реално е наш двор во 21 век во Европа. И многу е битно што ќе се случи со таа резолуција, бидејќи можеби на символичен начин, меѓутоа е еден важен елемент во вкупната слика. Истовремено, Европскиот парламент, каде немаме наши пратеници, а каде има бугарски пратеници, значи и тука не сме рамноправни, и тука има асиметрија, е исто така на тест. Бидејќи и Европскиот парламент не е институцијата која што ќе кажува за европските народи од кога се, како се, тоа Европскиот парламент мора да почитува тоа што европските народи го кажуваат за себе. Тоа е суштината, сршта на правото на самоопределување. Не само европските народи, не само ние, него ние постојано слушаме од европските представници дека на нас никој не ни го загрозува ниту идентитетот, ниту јазикот. И сега изминатиот период вие многу често бевте на посети во европските престолници, разговаравте со високи представници на Европската Унија. Има ли таму разбирање за тоа колку е важен овој документ за Македонија и дали според вас е важен еден ваков документ да биде во рацете на Мицковски и утре секој еден од Брисел да може да му каже во ред, ама вие имате документ во кој што Европа ви го признава и јазикот и идентитетот. Тој документ можеби не го решава целиот проблем, меѓутоа е важен елемент во решавањето на проблем. И во таа смисла мислам дека ви е исправен инстинктот што се назира од прашањето, важна е.
епилогот ќе биде важен. Ќе видиме Европскиот парламент дали ќе се постави принципиелно, колку принципиелно, и во крајна линија мислам дека е важен и за Софија, бидејќи ако Софија нема разбирање дека елементарната потреба, нашето човечко право, треба да се испочитува за било што да се гради и да се прави, ќе доведе во опасност се. Целата нивна приказна на хартија може да се разруши ако вие основното елементарно човечко очекување на страната во која што сте во спор не сакате сакате 100-0. Не може да се реши така. Дали сакаат, дали не сакаат, дали сакаат да видат некои работи од овој пакет спроведени во иднина, мора да вложат малку во едно волку базично, едно човечка пристојност на некој начин во 21-виот век. Не се тие повикани да ни кажуваат кои сме и како сме, нити се другите наши комши, нити е било која друга европска држава. Според меѓународното право, тоа е прашање за македонскиот народ. И конечно, во третиот елемент на ова партиско или европски фронт, иронично, насловот на таа коалиција, која што буквално го минско поле исправи, постави пред европскиот пат на нацијата, се вели регионот напредува. Тоа сакав да ве прашам, реално ли е тоа дека регионот напредува и може ли во една ваква ситуација во светски рамки, на вака големи конфликти да очекуваме дека регионот ќе биде приоритет? Јас на кратко, ама еве ќе се повикам да додадам на легитимноста. Јас бев скоро во Брисел, се видов со сите институции, бев во Берлин за да видам новата германска влада, како размислува, на неколку панели бев низ Европа, меѓу другото и на Глобсак во Прага. Заради Украина и руската агресија, проширувањето се враќа, станува еден од приоритетите на Унијата. Европската комисија работи и сака да види нови членки. Тоа мене ми беше печатокот од сите овие посети, разговори, и во таа смисла има интерес да успее Црна Гора, има интерес да успее Албанија, има интерес да успее Молдавија, многу се загрижени за унгарското вето за отварањето на првиот кластер на Украина. Од друга страна, Европската комисија не е таа што одлучува. Таа го води процесот, ама на секој чекор одлучуваат земјите членки. Како што сега за првиот кластер за Украина, еве има проблем со Унгарија. Не е сосема известно во следниве години што ќе биде со овој неопходен консензус, бидејќи не се знае, например, каква власт ќе добие Франција после следните председателски избори. Што ќе биде со новата холандска влада? Дали ќе издржи владата на Туск во Варшава или по изборниот пораз за председател во Полска ќе има враќање на претходната влада? Доволни се едни избори на луѓе што не баш гледаат наклонето кон проширувањето, ова се да се изјалови. Меѓутоа, не може да се исклучи дека ќе има и успех. И затоа мислам дека ќе бидеме одговорни, не слепо да се втурнеме без да си ги обезбедиме народот и граѓаните и себе си и државата, па да не се треснеме во ците. Ама исто така ќе биде неодговорно ако седиме и ништо не правиме. Многу јасно ве разбирам во однос на вашите позиции. Значи не може да инаку за регионот Србија не се придвижува. Босна и Херцеговина не се придвижува. Косово не се придвижува. Нема план дека во овој геополитички момент што би бил многу логичен и лидерски. Имаше еден панел за Блискиот Исток, ги прашав соговорниците, важна ли ви е Европа? Колку е важно што мисли Европа за нападот на Израел врз Иран? Жената, експертката од Саудиска Арабија ми рече, искрено и многу жалам, не сте ни важни. На Глобсак во Прага. Ако Европа сака во овој свет што ни доаѓа, надпревар Америка, Кина, регионални фактори што играат за себе, мора да биде обединета, да се консолидира територијата и мора да го реши својот двор.
Само на крај, ќе ми дозволите многу кратко, со оглед на тоа дека неделава одбележавме годишница од подпишувањето на Преспанскиот договор, ама слушнавме една друга информација. На затворена владина седница биле променети членовите на Историската комисија со Грција. Очекувате ли на ова поле да се соочиме со некаков проблем? Вие сте подписник на договорот од Преспа. Така е, да. Договорот ги подсмери страстите и направи мерливо незадоволство од двете страни на границата, меѓутоа факт е дека со текот на годините, затоа што го реши проблемот и затоа што двете страни добија нешто што им беше многу важно. Грција дистинкцијата, а ние македонскиот идентитет и јазик, кој што еве сега ние од друга страна на таргет. И во таа смисла, иако доцнеме многу во имплементацијата. Ние сега имаме две влади што не баш благонаклонето гледаат кон договорот, не учествуваа во неговото преговарање, подготвување и така натаму. Меѓутоа, мислам дека има свест дека тоа беше толку големо прашање и толку тешко што не одат на него, го толерираат. Ама тоа не значи една целосна имплементација. И мислам дека ќе биде мудро од двете страни, новата страница што успеавме да ја отвориме, без разлика кој тоа го направил, да испишеме со убави работи. Она со Маркова нога граничниот премине убава работа, ама еве некако доцна, бавно, малку еден фокус, една енергија, а од наша страна ќе биде крајно немудро ако со волку крупен проблем од исток ние сега отвориме нов фронт. Некаков си нов фронт. Ја не ги знам деталите околу комисијата, таа не беше посебно активна низ минатите години и тоа не особено по наша вина. И од грчка страна имаше некои промени. Добро, да не судиме, можеба ќе биде ова чекор за придвижување на работа. Ќе видиме, да, ама битно е тој процес да се негува. Оти ние, нели, лесно се рушат работите, тешко се градат. Многу јасни пораки, очекуваме идната недела многу важни одлуки кои што ќе влијат на иднината на целиот процес. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на можноста, поздрав уште еднаш на гледачите.